И оваа година Националниот установ Центар за култура го одбележа денот на лица со посебни потреби со проектот Ликовна работилница заедно со децата со посебни потреби, каде членовите од ликовното студио ателие Љубомир Белогаски цртаат и творат заедно со децата од Центарот за лица со посебни потреби. И денес има голема дружба, има интересни дела. И на крајот од оваа работилница делата ќе бидат изложени во Дневниот центар за деца со посебни потреби во Делчево. Кој е организатор на настанот, од кој имате поддршка, како установа? Ова е проект на Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров, финансиран од Министерство за култура. Овде се приклучува и јавната локална библиотека Илинден, која исто така со нас го едноставно подобрува овој проект и таа се уклучува во самиот проект. Тука се и основните училишта, гимназијата, Центарот за лица со посебни потреби. Сите заедно, јас им го честитам 3 декември светскиот ден на лицата со посебни потреби и сакам да кажам дека ова денес што се работи во нашиот град и минатите години е една многу убава работа која што треба да продолжи и како проект на Центарот за култура и на самиот Центар за култура, да овие лица со посебни потреби ги вклучиме во социјалниот живот и да заедно со другите ученици, и тие творат и прават дела. И сакам да кажам дека сите овие дела ние ги поклонуваме на Центарот за лица со посебни потреби и тие ги употребуваат за своји... Исто така голема благодарност сакам да изјавам кон Дневниот центар за лица со посебни потреби, кои активно учествуваат во овој проект, и кон основните училишта и средното училиште од Делчево. И оваа година јавната локална библиотека Илинден Делчево го одбележува 3 декември светскиот ден на лицата со посебни потреби, приклучувајќи се кон проектот на ликовниот соработник Александар Белогаски при ликовното студио и ателие Љубомир Белогаски во склоп на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Одбележувањето е во рамки на проектот Ликовна работилница заедно со децата со посебни потреби 2024. Во ликовната работилница учествуваат членови на ликовното студио и ателие Љубомир Белогаски заедно со лицата од Дневниот центар за лица со посебни потреби Делчево. Делата изработени на оваа ликовна работилница ќе бидат донирани во Дневниот центар за лица со посебни потреби. Јавната локална библиотека Илинден изразува благодарност до стручниот соработник за ликовна дејност Александар Белогаски за поканата да се вклучиме кон неговиот проект. И овој 3 декември испраќаме силна порака дека сите ние, лично и институционално, треба да се бориме против стереотипите, дека попреченоста е бариера за поединецот да поставува лични цели, да се стреми кон нивно остварување и да дава придонес кон развој на државата. Меѓународниот ден на лицата со попреченост е можност повторно да се реафирмираат заложбите, да се изгради одржлива, инклузивна и праведна иднина за сите. И оваа година, како и секоја година, Дневниот центар за лица со посебни потреби од Делчево учествува во ликовната колонија при Домот на културата Никола Јонков Вапцаров Делчево со заедничко учество на хуманитарното здружение Интегра и членовите од Интегра. Денес сме во изработка на слики во ликовната колонија Никола Јонков Вапцаров.